Расте рейтингот на кандидатката за председател Гордана Силјановска-Давкова. Од месец во месец расте и поддршката за опозицијската ВМРО-ДПМН. Дури 24,6% од граѓаните би гласале Силјановска-Давкова да биде на чело на државата, додека за актуелниот председател и кандидат на СРСМ Стево Пендаровски се одлучиле само 14,4%, за Бујар Османи се одлучиле 7%, 5,7% за Арбен Таравари, 4,4% за Максим Димитриевски, 3,5% за Билјана Ванковска и 0,7% за Стефчо Акимовски. Како се наближува датумот за избори, така и е се посигурна бројката во пратенички мандати во корист на ВМРО-ДПМН. Според испитаниците, оваа партија би освоила меѓу 52 и 54 пратенички мандати, СДСМ меѓу 26 и 30, ДУИ меѓу 14 и 17, коалицијата Вреди меѓу 9 и 12, Знами Левица 5 или 6, додека 3 или 4 се очекува да имаат Алијанса за албанците. Ова практично значи дека на ВМРО-ДПМН нема да им биде тешко да направат стабилна коалиција со минимум 61 пратеник, ако партнерот во власта биде Здружената опозиција од албанската заедница. Дека граѓаните сакаат промени се гледа во одговорот за кого би гласале на парламентарните избори ако се одржат следната недела. Тука предноста е 2:1 за ВМРО-ДПМН во однос на СДСМ. ДУ има рейтинг од 6,3%, коалицијата Вреди од 4,4%, Левица 3,6%, Знам 3,2%. Тројно повеќе од граѓаните сметаат дека партијата на Христијан Мицкоски ќе биде победник на изборите, односно 30,4%, додека СДСМ ќе победи на 8 мај сметаат 9,8%. Најголем број од граѓаните, дури 57,1%, сметаат дека државата се движи во целосно погрешна насока. Спротивното, колку од нив пак сметаат дека државата се движи во целосно правилна насока, потврдно се изјасниле само 8,6%, дури 39% сметаат дека живееме многу полошо од лани, дека ситуацијата е до некаде полоша, велат 19, дека е исто 23,1, дека било до некаде подобро сметаат само 4,3%. Ова анкета е спроведена од страна на ИПИС за потребите на МРТВ кон крајот на февруари и почетокот на март на 6069 испитаници со маргина на грешка од плюс минус 1%.